Добро вечер, почитувани гледачи. Добре дојдовте во новата емисија Прашалник на ТВМ телевизија. Од денес ја стартуваме првата емисија од третата сезона на овој исклучително успешен проект на ТВМ телевизија. Во оваа наша емисија, наши и ваши гости се градоначалникот на општина Охрид, господинот Кирил Пецаков, и координаторот на советничката група на СДСМ, Живка Ангелска. Добро вечер на двајцата. Ви благодарам на вашето време и што сте гости во студиото на ТВМ телевизија. Нашиот разговор ќе го започнеме со вас, градоначалник. Веќе нешто повеќе од 1 месец сте на градоначалничката функција. Кажете ни, верувам дека се уште се адаптирате, но ете накусо, во каква состојба затекнавте општината? Би рекол, адаптацијата веќе заврши. Организационо се организираме уште некои ситни работи и она што тековно го работиме, би рекол, ситни работи, мали работи, има иако и поголеми проекти кои што започнуваат или документационо допарва ги следуваме, ќе бидат на дневен ред, ама малите работи генерално ја прават големата слика. Јавните предпријатија заедно со службите и секторите во општина се генерално раздвижени и сме ставени во функција на граѓаните секако. И во периодот кој што следи ќе само ќе расте интензитетот. Сега се би рекол новогодишни празници, малце ќе бидат и градежната сезона сама по себе во мирување. Меѓутоа веќе од напролет ќе има и дополнителни активности, тоа е тоа вака горе-долу. Така, Ангелска се конституираше новиот совет, овој пат мнозинството го има ВМРО ДПМН. Знам дека е рано, но сепак се подготвува 5-та седница. Кажете ни една оценка, како оценувате работата на советот? Како што и самите нагласивте, релативно е краток временски период за да може да се формира едно генерално мислење во однос на правецот во кој што ќе се движи овој совет и начинот на работа, со оглед на тоа што и од тие 4 седмици, 2 од нив беа, би рекла, од свечен карактер, верификација на мандати, избор на председател, избор на комисиите како постојани работни тела. Само 2 од нив беа со, би рекла, од работен карактер. Јас би истакнала како жена во политика една лична забелешка во однос на тоа што со целосна почит на личноста на сегашниот председател, неговиот авторитет. Меѓутоа, навистина ќе ми беше драго доколку праксата која што започна 2013 година продолжи понатаму и доколку беше избрана жена за председател на совет, нели, кога веќе имаме татко на градот, се до оној момент кога можеби некогаш би се создале услови да има градот и жена градоначалник. Пред се тоа го зборувам во однос на родовата еднаквост и поттикнувањето на нас жените во политиката. Меѓутоа, не е правило, тоа е само една моја лична забелешка како жена во политика. А во однос на советот со самото тоа што во текот на изборната кампања имавме 11 советнички листи во таа трка кои што беа вклучени, 6 од нив веќе имаат представници во советот. Јас во најмала рака очекувам една доследност во однос на програмата со која што се представувавме пред граѓаните. Очекувам да бидат личните интереси ставени настрана и онака како што зборувавме пред граѓаните, така и да работиме. Една поголема разноликост, повеќе иницијативи, повеќе предлози, конструктивна критика во сето она што е позитивно за општината и за граѓаните, бидејќи само на тој начин можеме да бидеме конструктивни и нормално да носиме мудри одлуки или заклучоци. Очекувам демократски амбиент, каков што впрочем имаше и во претходниот совет, каде што бевме и градоначалникот и јас како членови. Таму имаше навистина една голема почит помеѓу советниците, имаше многу одлуки донесени со консензус, одлуки каде што имавме заедничко мислење, се почитуваше секој советник. Би сакала и во овој состав на советот да го има тој амбиент. Ме радува тоа што градоначалникот има искуство како советник и многу добро знае која е улогата на советот и очекувам дека ќе ги земаме во предвид нашите забелешки
нашите иницијативи, бидејќи на тој начин ќе има нормално и поголем успех локалната власт. Така. Ке продолжиме нашиот разговор. Веќе сакав со она што е најактуелно, а тоа е вашата изјава која што ја кажавте пред 2 недели, че нам беше, околу плажите и уредувањето, нивното издавање под концесија и вашиот став дека не се работи за дивоградби. Тоа предизвика едно големо негодување во јавноста, да речем, еколозите, активистите и така натака. Што мислите околу тоа? Јас мислам дека бевте присутни на изјавата. Па може да ја пуштиме изјавата наново, од тоа што го кажавте, пола работи не ги кажав. Односно не беа во таа форма, меѓутоа начинот на кој што беше даден одговорот заради начинот на прашањето, разговараме за сосема некои други работи и прашањето беше прецизно. Дали ќе продолжите со рушењето на дивоградби? Да. И прашав кој дивоградби јас. Така. И дали мислите на тоа кај што се рушија 2 цигли, 3 керамиди, а денеска веќе живее семејство или мислите сосема нешто друго? И начинот на кој што одговорив предизвика лавина од реакции заради начин на кој што предизвика, меѓутоа реалноста е дека плажите е процес кој што веќе е започнат, веќе имаше јавна би рекол анкета по однос на односно повик за тоа како би требало да изгледаат. Втората наша работа како општина и како локална самоуправа претходно, значи тоа беше тој повик како треба да изгледаат и каде ќе одлучи врз основа на планот на управување со Охридското крајбрежје, онаму каде што веќе ги побаравме опфатите за да може побрзо да ги решиме тие работи, онаму каде што планот ќе уреди дека е можно да има уредување на плажите, ние сето тоа е нормално дека ќе го уредиме. А сега друг збор освен со договор или концесија, јас не знам како да ги дајме поинаку на уредување. Ако тие кои што ме прашува или вие кои што сега ме прашувате постои, јас немам проблем да го направиме другиот начин, ама битно ќе биде нормално даени на уредување и со тоа што веројатно би имало разлика, тие би биле договори од претходно, договори на 1 година, или минимални договори и нормално со прецизно уредени услови, создаден шанк или објект од природни материјали, заедно како? Еколошки да бидат. Еколошки, значи природни материјали и 50% искористеност со лежалки, 50% да биде слободно за капачите. Меѓутоа, тоа е последниот дел наш. Првиот е да заврши Министерството за транспорт и врски, животната средина, Агенцијата за просторно планирање. Така, значи буквално е процедура за која што ние замоливме да биде барем до април за да можеме да ги уредиме. Понатаму плажите, токму онаму каде што ќе се предвидат. Така да воопшто не знам зошто толку па имаше изјави од одредени невладени па и луѓе, значи кои што кажува ќе се враќало парапетчето на Груевски платформи, та воопшто не спомнав замислите таква работа. Не замислите, вие бевте присутна на таа изјава. Да, тоа предизвика навистина. Меѓутоа спремен сум, јас сум во политика од многу порано. Посебно за би рекол небулози и невистини воопшто не поминува. Јас имав состанок и со министерот за животна средина и со министерката за култура, која што јасно ми кажа дека ја гледала изјавата и не ја гледала причината зашто имало таква насока. Министерството за култура буквално како институција она која што е бустер или би рекол на туркач на преговорите или на комуникацијата со УНЕСКО и тие се тие кои што во меѓувреме како држава гарантираат за одредени работи. И едноставно за мене е повеќе од доволно тоа дека сите релевантни институции во Македонија и сите министри, иако станува збор за различна политичка определба, нашите заложби околу УНЕСКО и уредувањето не само на плажите, туку и буквално на сето она кое што ќе треба во наредниот период да се уредува е со заедничка заложба и на едните и на другите, и изјавата која што сум ја дал, прецизно ја протолкувале тие кои што треба. Реакција имаше и од СДСМ Ангеловска во однос на изјавата на градоначалникот околу плажите. Вашиот став? Да, па видете на претходниот состав на локалната власт, нормално и на градоначалникот и на советот, представуваше еден голем предизвик за чувувањето на природното и културното наследство на Охридскиот регион и бевме значи изложени на дејствување кога цврсто застанавме на ставот владење на правото и еднаквост на сите пред законот, носевме не постапувавме лицемерно, не се амнестиравме од обврската и не баравме виновник, и покрај тоа што ова не е проблем на оваа локална власт, не е проблем ни на претходната локална власт, туку е проблем кој што се е таложел со децении.
Апсолутно се непопуларни тие мерки, меѓутоа, ако имаме, целите ни се многу поголеми. Во однос на реакцијата која што беше дадена од мојата матична партија, се однесува на тоа што дека веќе ние немаме можност за градење на ставови, за градење на мислење, затоа што тоа веќе е законски регулирано. Со самото донесување согласно законот за управување со светското културно и природно наследство на Охридскиот регион, владата донесе и план за управување со акциски план и градоначалниците, односно локалната власт на трите општини, Охрид, Струга, Дебрца, како и одделни правни субјекти, како што се управата за заштита на културното наследство, управата за животна средина и други субјекти се должни да постапуваат согласно овие прописи. Јас ја сваќам таа реакција само во смисла дека не може веќе ни градоначалникот, нити ние како совет да креираме собствено мислење кога веќе целиот проблем добил законска регулатива. Помалку беше, би го кажала, нацртот на, доколку ми дозволите, нацрт буџетот, тука се јави повторно еден сомнеш. Во програмата за уредување на градежно земјиште беа предвидени 500.000 денари за рушење на објекти. Ако зборуваме, ако направиме паралела со 2021 година во буџетот, кога беа предвидени 7.200.000 денари, учествував на комисијата за јавни и комунални дејности и од представникот на предлагачот ни беше кажано на сите кои што бевме присутни таму дека 500.000 денари се сосема доволни за таа намена, меѓутоа ме охрабрува самата изјава на секретарот на седницата кој што кажа дека уште еднаш ќе разгледа програмата и дека верува дека се работи за техничка грешка. Впрочем, јас не познавам човек кој што би бил горд на рушење на објекти, тоа е навистина непопуларна мерка, меѓутоа зачувувањето на културното и природното наследство има една универзална вредност и ние сме должни да ја зачуваме и да ја пренесеме на генерациите после нас. Ме радува и изјавата која што сега ја даде градоначалникот и не гледам пречки дека нашиот став е еднаков во однос на зачувувањето на културното и природното наследство, меѓутоа и во однос на владење на правото и еднаквост на сите пред законот. Така. Само ако може. Може, момент. Видите, некако и новинарите и јавноста и генерално сите на кои што некој начин ги интересираат Охрид се фокусирани зона која што представуваше отстранување на објекти на крајбрежјето на општина Охрид. Ние во градов имаме репрезентативни примероци за кои што никој не зборува на Дивоград, кои што се во самиот центар на и покрај езеро на нашиот град. Ние имаме репрезентативни примероци и ако сакате Дивоград би стимулирани, генерирани и создадени во изминативе 3,5 години и наназад има регистар, само се преку 500 во изминативе 3 години. И сега разговараме за цело време кога разговараме за Дивоград, разговараме за една група на луѓе кои што со проекти врз основа на дозвола од Министерството на транспорт и врски, тогашната локална самоуправа беше градоначалник Александар Петрески, понатаму немаше издавање на плажи, пошто веќе беа дотоаш издадени, дел и Министерство ги издаде, дел локалната самоуправа, тие беа издадени врз основа на проекти. Концесијата завршила и ние како локална самоуправа не сме биле способни од 2017 до 2021 и кога не биле препораките поврзано со таа работа баш во таа година, не сме успеале да ги завршиме. А онаму каде што се заврши, понатаму имаше некој судски процес, во смисла имаше веќе еднушки издавања, ако се сеќавате 2000. Да, и беше неуспешно, имаше. Успешно беше, ама понатаму настанаа жалби. Сам да кажам дека лошо е да се фокусираме само на една работа како да тоа е најголемиот проблем на Охрид. А прито имат, прецизно ги кажувам, без да напоменам кои се, затоа што сите знаеме за што разговарам, репрезентативни примероци на Дивоградби во нашиот град, за кои што никој не збори. А каков е, градоначалник, вашиот план
Ваше претходник постојано најавуваше дека ќе продолжи уривањето, дека тоа ќе биде процес кој што ќе трае со години. Вас ве прашувам, кој е уривање? Не, значи на сите тие дивоградби кои што биле во регистарот, значи тука се опфаќаат и дивоградбите и во националниот парк Галичица, значи да ги изземеме од овој разговор плажите. Што ќе биде? Ако гледат, не сам, чекајте, значи со ниту еден друг објект не се почне. Тоа сакам вака да го дефинираме, дека ниту еден објект кој што реално беше дивоградба во Охрид не се сруши. Освен ви кажав, на басейн имаше еден. Имаше на Марко Несторовски две цигли, три керамиди, повели и не знам едно пенџере, оте до Марко Несторовски, видите дали живеат луѓето. А дивоградби има и стариот дел на градот, тука имаше многу такви спорни делови од кои ките. Онаму каде што може би се постапило, може. Така. А од денешен аспект нема ништо. Ние, од друга страна, како собрание добивме закон за продолжување, односно за легализација. Тоа е некој си продолжување на рок, каде што би се опфатиле сега за Охрид и Охридскиот регион, она што е заштитено градско подрачје и одредени и првата зона е иземено, меѓутоа останатите ќе може да си го легализираат тоа врз основа на законот, зборам кој што ни беше представен. Сега повторно знам дека ќе биде во собраниска процедура, така да ќе почекаме и тој да заврши, па после ќе видиме кои се нашите обврски како локална самоуправа и секако дека државата е еден од клучните фактори кој што во таков еден голем процес доколку би започнал, а реално смета во спроведувањето на препораките и сите останати работи кои што се поврзани со зачувување на статусот членка на УНЕСКО, ќе ги правиме тогаш. Како и да е, тие се чекори еден по еден кои што ни следат и едноставно јас и цело време сум викал, јас не разбирам и не верувам дека постои човек кој што има било какви различни заложби од тоа што сите сега го има како земјички правец. Дури и на едно интервју реков дека сум среќен што од денешен аспект постои план. Тој план е само за градов генерално кои што ги уредуваат начините на кои што ќе може да добиете одобрение за градба и без разлика каков урбанистичкиот план тој точно определува колкава е спратност и искористеноста на парцела, во смисла 50% и 5+3 максимална висина. Во моментов изработка на план за управување со крајбрежјето на Охрид, план за управување со Охридското езеро и план за управување со Стојанчишкото блато. Тие се три засебни процеси кои што терет. Ние сме уклучени во цела работа како локална самоуправа и претходно, нормално и сега, директно и живо заинтересиран и во управата за заштита на историско и културно наследство, бев и во Министерството за транспорт и врски и во Министерството за животна средина, кај мене ми беше министерката за култура и буквално за сите работи кажав дека стојам на располагање и нашите определби и одредби ќе ги завршуваме навремено како што ќе доаѓаат прв момент нашите обврски. Сега она што го има државата, пошто има и државата обврски, се надам дека ќе бидат поекспедитивни. Да, очекувате ли до напред да се реши тој проблем? Велите сте во контакти со Министерството за транспорт и со агенцијата која што одиме чекор по чекор, тие се планови како планови кои што во моментов се прават и кои што ги наброив се жива материја, односно е нешто кое што зависи од начинот на ефикасност на самата администрација и на заложбите на министрите. Од друга страна, едно од најголемите работи која што беше во забелешките на УНЕСКО, а тоа е депонијата Букова, имавме состанок на југозападен регион, сите градови, заедно со министерот и дел од службениците во Министерството за животна средина и таму веќе започнуваме постапка првично ние како совети на сите општини засегнати во тој регион да формираме меѓуопштинско регионално предпријатие депонија, регионална депонија која што ќе биде на територија на општина Новаци, а останатите поголеми градови Охрид, Дебар, Струга, Битола, Кичево ќе имаат претоварни станици за носење на гурето таму. Така да тој огромен проблем кој што мора да биде во соработка со државата, затоа што ние ниту сме финансиски мокни, ниту реално можеме да го завршиме, веќе сме го отпочнале. Така да и ние учествуваме, не само ние, него сите општини. Затоа викам, околу тие работи убеден сум, кој да е поврзано дали Пецак е градоначалник или некој друг, мора да имаме исти заложби и определби. Другото све е поминало, завршило, се дивеело, би имало начин на кој што се функционирало, имало урбана деградација,
за години на назад зборувам, не е прецизно за одреден период. Ево, сега тоа дојде крај, завршува и лека по лека со сите планови ги уредуваме сите овие работи. И понатаму нема да се комуницира дали било то желба на градоначалникот, на советот, на некој вработан во урбанизам, во комунални дејности или било каде, едноставно планот точно ќе ни ги уредува работите кои што ние смееме или не смееме. Така. Само би дополнила, значи со самите договори за концесија, колку што ја знам, по завршувањето на договорот треба да се врати во првобитна положба, како одредба имаше во самиот договор. А во однос на крајбрежјето само би дополнила она што е регулирано во планот за управување со културното и природното наследство на Охридскиот регион. Поделено е на 3 зони и секако дека центарот на внимание на УНЕСКО е крајбрежјето, Национален парк Галичица, Студенчишко блато и Старото јадро. Во однос на крајбрежјето 3 зони се предвидени во кои што точно е наведено онаја површина од 60 во ширина од 50 метри од катастарска од границата на Охридското езеро. И децидно е наведено што е дозволено, што не е дозволено. Во она кое што не е дозволено, децидно е наведено дека нема дозвола за изградба на постојани и на времени објекти, освен оние кои што се за колекторот за некоја реконструкција негова. И марини не е дозволено, а единствено она што може да има, таму може да има типизирани монтажни објекти за продажба на храна од природни материјали. Така, од природни материјали кои што не оштетуваат животната средина. И токму поради тоа, значи, ако веќе е точно наведено што е дозволено и што е забрането, ние буквално треба доследно да го почитуваме. Во однос на регистарот, да, точно е, има не само голема е бројката, а токму поради тоа беше и реакцијата за средствата кои што беа наведени за рушење на објекти, затоа што со 500.000 денари навистина и 7.200.000 се малку и секогаш било проблемот за средства за рушење на објектите, меѓутоа 500.000 денари е апсолутно невозможно и е единствено манифестација на несериозност. Меѓутоа, очекувате тоа да се промени вие? Со самата изјава која што ја даде секретарот, а и слушајќи го сега градоначалникот, јас гледам дека заложбите ни се исти. Нашата работа како локална самоуправа од како сме ја превзели општината е да не генерираме и да не создаваме нови дивоградби, односно услови за нови дивоградби, и тоа ќе почитуваме доследно. А она кое што е претходно градено и создавано, ви кажав, во моментов е и закон, да видиме што точно ќе биде опфатено тука, затоа што тоа го носи држава и нормално дека средствата кои што се потребни за рушење на дивоградби и понатаму на објекти, откако ќе заврши тој процес, ќе го видиме тековно и ќе тераме. Иначе планот за управување на Охридското крајбрежје засебно од овој план кој што веќе го имаме. Исто како што е планот за управување на Охридско езеро и планот за управување на Студенчишко блато. Тоа се 3 планови кои што во моментов се создаваат. Така. И овој план за Студенчишко блато ќе биде понатаму и парк на природата прогласен. Таму има исто зонирање. Мене ми е сето тоа јасно. И затоа бараме од планот за управување за Охридското крајбрежје да ги добиваме местата каде што е возможно да се уредуваат плажи. Така, тој план ќе го уреди тоа. И врз основа на тоа ние ќе ги. Така. А иначе овие дека не требало да има од колекторот и така натаму и ред други работи, ние во комуникација со УНЕСКО мора да комуницираме и да разговараме за одредени работи. Ние не може да се враќаме 70 или 80 години затоа што сметам дека како што ако можело да бидат предвидени монтажно од природни материјали и така натаму, зошто не бидат и на тој начин уредени? Има и понатаму и други работи за кои што јас пример цело време го кажувам. Нас ни беше одредени забрани, веројатно со одредени промени, можеби тој момент ќе поминеше веројатно локацијски каде би бил тој експресен пат кој што требаше да биде за Свети Наум, исто имаше забелешки и заради тие препораки не се заврши, а од друга страна го имаме планински масив Доломити во Италија, кој што јас ви гарантирам дека изрешетан со патишта, не е еден пат, изрешетан, е дел од УНЕСКО, па е возможно да се прави. Ние патуваме по пат. Ама зошто сме го направиле тоа, јас ви кажувам, затоа што и како држава, и како општина години назад сме ја запоставиле комуникацијата и начинот на движење на работите со УНЕСКО. И верувам дека врз
врз основа на нормална и природна комуникација, дека ќе можеме да создаваме работи кои што ќе се во склад со зачување на природата и сите останати работи кои што по кои што Охрид е препознатлив и заради кои што го добил статус од членка на УНЕСКО. Така да со заеднички напори и локална самоуправа и владата, заедно со ресорните министерства и нормално УНЕСКО, ќе можеме да направиме многу работи за да се надминат убеден. Да, убеден. Ајде само на една друга тема, финансиската состојба на општина Охрид. Вашиот претходник Ѓоргиевски многу пати напомена дека општината е на прагот од одблокирање. Советот мислам дека ја одобри долгорочен кредит за раздолжување. Докаде градоначалник оваа постапка? Заврши ли процесот? Јас ќе имам не. Состојбата во општина Охрид е катастрофална. Нема подобар збор од катастрофална. Побарав нормално како нов градоначалник да ги видиме кои се нашите побарувања, кои се нашите долгови обврски према фирми и поединци. И би беше доставено, сето ќе имам тематски презdenovиве, веројатно ќе во понеделник или вторник, каде што детално ќе ве запознам, и ми беше доставено првично дека станува збор за 432 милиони денари, значи тоа се околу 7 милиони евра. И она кое што ние повикувавме, дали тие 5 милиони кои што ги бараме од Министерство на финансии за да учествуваат, за да бидат гарант за земање на кредитот, ќе бидат доволни. Значи не само што нема да бидат доволни, и сега настрана од оваа работа, тоа е пластично добивање на бројки, што е тоа ние кое што го должиме, а што е тоа што побаруваме, иако минорни се средствата кои што ги побаруваме ние. Побарав фактури кои што допарва стигнуваат, односно е сработено, а не е фактурирано и не е влезено во целава пресметка на долговите на општина Охрид. Долгот на општина Охрид е околу 12 милиони евра. И за тоа ќе имам прес и вакво сакатење на буџет. Не знам дали е некојаш дешавано, освен во минатото, земајки во предвид дека имавме 8 милиони евра за раздолжување на општина Охрид. И овие бројки се за мене фрапантни, катастрофални, и би рекол дека ова недомакинско работење на општината, а и на јавните предпријатија е само по себе значи уништувачко. Дополнително што состојбата во јавните предпријатија на месечно ниво буквално е потребно општина Охрид да тие имаат сработено нешто према општина Охрид или да добиле налог за работа за ние да можеме да исплаќаме. Има јавни предпријатија, водовод. Ако не префрлите месечно 2 до 2,5 милиони денари, не може плата да земат. Комуналец е 3 милиони денари, нискоградба 1,5 милиони. Само билјани извори нема потреба, а на годишно ниво гробиште е 5 милиони денари за да може да функционираат и делат плати. Тоа е причина затоа што јас немав можност на дуели со градоначалникот да комуницирам и да ги размениме овие податоци, затоа што два пати бев викнат на пацифистички дуели на ТВ24 на македонска телевизија, каде што разговаравме за депонија, за екосистем, за Охридското езеро, за сливното подрачје, за УНЕСКО, наместо да разговараме за оние реални проблеми кои што и граѓаните ги тиштат. Настрана од тоа што се наши препораки околу животната средина и екологијата, која што сама по себе е тема број 1 не само тука, туку и на светско ниво. И ние и ќе ја тераме, таа зелена агенда веќе е стигната кај нас како држава и мора да ја спроведиме. Сега, во однос на 3 ставки: привремени вработувања, покачување на плати, која што е најминорна, и третата ставка е трансфер кон невладини организации за 3 години, 2019, 2020 и 2021 не е дозавршена, е приближно 2,5 милиони евра кумулативно разлика со 2017 година разлика. Дополнителни средства издвоени од општина Охрид. Таму имаше 30 души во општина на договор на дело или привремено вработување, од кои 26 не се појавени на работа во периодот дека ги земале. И плюс, во периодот предизборен, од мај натака, наместо да земат по 18 или 20, на одредени лица е покачено во последните 6 месеци да земат 35 или 40 илјади денари, што е многу повеќе од еден раководител на сектор. Меѓутоа, тие податоци све во еден пресек ќе ги кажам на еден посебен прес, и нормално уште една ставка која што стигнува до 3 милиони во овие 3 години е трансфери кон медиуми и медиумски куки, значи како ТВ куки, така и разлика, нормално разговарам со 2017, како медиумски куки, така и портали.
и ќе фактички имаме еден дополнителен трошок кој што општина за 3 години за 3,5 години имаме дополнително 3 милиони евра кои што се генерирале настрана. Ова би рекол асфалтирање и сега иначе имаме до моментов 2 тужби имаме за асфалтирање на приватни дворови. Што мене ми стигнале ги решавам и морам да платам. Едната е веќе одма пресудена, а другата ми кажа во тек адвокатите дека е затоа што се асфалтираше буквално на секое место и до последен ден, до вториот круг до сабота се асфалтираше. 2 милиони евра тендери и ниту еден денар платен, се нешто што јас ќе морам да оплаќам. Некој асфалтирал, сега јас ќе морам да оплаќам во наредниот период. И тие се средства кои што и покрај тоа што државата застани, тоа беше еден од проектите како што кажа колешката во тој момент и председателка на Совет Живка, што заедно ги носевме, заедно со уште неколку одлуки, локат промена на намена на земјиште за катна гаража, формирање на државно предпријатие, мораториум, препораки, план за управување. И едно од работите беше токму таа и раздолжувањето кај што ние учествувавме, не може да бидеме против како опозиција. И нас сето тоа како раководство сега ни доаѓа на глава. Значи, не само што не сме раздолжени, туку и сме дополнително и рамката е стесната дополнително задолжени и рамката на функционирање е стесната. И општина Охрид нема повеќе од 30 милиони денари за создавање на месечно ниво зборувам, за создавање за решавање на проекти во инфраструктура, а од овие 30 милиони денари треба да најдам начин како градоначелник да ги хранам јавните предпријатија за да можат да делат плата. И таа е состојбата реална во општина Охрид. И најбитното, во периодот кој што следи да сакаме да побараме, затоа ќе имам средба со министерот за финансии сега, затоа што кочничар за добивањето на средства, односно кредит за задолжување, висината нема да е 5 милиони, затоа што тоа зависи колку месечни дека ќе околу 3 милиони и 600, ке кочничар е јавното предпријатие, односно државното јавно предпријатие колектор, затоа што има одредени долгови према Министерството за финансии, а ние заедно донесовме одлука дека тоа ќе е државно јавно предпријатие и заради тоа да не бидеме кочени, туку да добиеме за да имаме начин малце да се раздолжиме како општина и да намалиме од долгот. Тоа е реалната состојба за која што ќе имам през дополнително и со точни и прецизни податоци ќе биде информирана охридската јавност во каква катастрофална состојба е јавното предпријатие. А кога станував советник, односно општина Охрид, кога станував советник, се сеќавам, држеа секој имаше поделено по едно јавно предпријатие од советниците од СДС, само и објаснуваа зошто немало да го поддржат, а тоа е затоа што цела година веројатно раководели лица од ВМРО ДПМН на раководните позиции. Имаше една неславна или би рекол одлична изјава на градоначалникот на општина Охрид сегаше, на тогаш како координатор на советничка група, рече комуналец нема го поддржиме извештајот за завршната сметка затоа што има 13 милиони денари позитива, а можеше да има 17 милиони денари позитива. Сега ќе ги прашам истите советници, иако за извештај како извештај не е суштински дали ќе гласаме или не, нормално дека тука сме да течат работите, него ќе прашам и ќе му ги презентирам која е разликата пред 4 години и сега. Затоа што имам меморија, фала му на Господа, и можам само да направам една споредба како сме ги затегнале тогаш и како е сега. Или пример, уште овај ќе прекинам пошто ќе имам тематска. Нискоградба ја оставивме со 24 милиони денари да наплаќа од општина Охрид со побарување и 7 милиони денари на сметка. Добро. За 13 месеци Нискоградба имаше наплатено све од општина и немаше на сметка ништо. Толку имам да кажам вака што се има случувано по јавните предпријатија. Ама и тоа на тематски текст и овај прес и секако за работи за кои што теконо ќе комуницирам. Така. Ангеловска, верувам треба да имате некако став по се ова што го кажа градоначалникот. Најмалце 3 пати беше спомнат бившиот градоначалник Константин Георгиевски. Жалам што не е тука, па тој да си одговори на прашањето. И што не сте имале прилика кога веќе не е присутен, а вие упорно го спомнувате. А иначе помалку ми е збунувачки во однос на критиките за менаџирањето на општината, нормално дека ваша обврска и ваша должност е да ги менаџирате и тие работи, затоа што и некој пред вас ги менаџирал и претходно. Фактури
пристигнувале и претходно, ќе стигнуваат и натака, и нормално тој кој што ја има надлежноста треба да ги менаџира тие работи. Јас можам да кажам како ја затекнавме општината со оглед на тоа што јас бев дел од советот, она што ми е мене познато. Значи со 30.11.2017 година долгот на општината беше 1 милиарда 550 милиони денари. После тоа следеше со помош на владата, значи беа доделени средства за раздолжување. Така, за раздолжување, и беа намалени за 970 милиони денари. 495 милиони денари беа од државата, останатите беа од општината. Во однос на деблокирањето на сметката, значи тие 300 милиони кои што ја донесовме одлуката за задолжување, не беше за раздолжување на општината, него само да биде деблокирана сметката, а колку што јас имам податоци, тогаш останува уште 500 милиони кои што тековно требаше да се врши раздолжувањето. Да, од тие 300 милиони денари. Меѓутоа, динамична е појава, стигнуваат постојано пресуди, стигнува и претходно, имаше надоместоци за експроприација, она што е најтешко се каматите. И јас имам чувство дека во општина се секогаш изненадени кога ќе стигне нова пресуда, извршна, по која што треба да се постапува. Бев случајно присутна кога стигна извршна пресуда, откако беше донесена одлуката за задолжување од 300 милиони денари, значи беше пресуда од работи кои што се вршеле дополнителни работи, не знам нешто кај каналот, од 18 милиони денари. Што значи дека не се мало пари и буквално она што ја убива нашата општина се каматите. Токму ние заради тоа одевме на раздолжување и деблокирање на сметката, за да можеме да земи еден нормален тек во функционирањето. Да, во финансиското работење. Ние не можеме да зборуваме за големи проекти ако работиме во задолжена општина онаква каква што е. И да не заборавиме, ние имавме и пандемијата како еден дополнителен проблем. Светската здравствена криза остаде големи белези во економијата и сигурно дека општината нема да е надвор од целокупната ситуација. Ако земиме ние една компарација да направиме, сигурно знае и градоначалникот, ние 2018-2019 година, јас се сеќавам, разгледувавме програми од туризмот, каде што таксите за ноќевање достигнуваат 21, 22, 23 милиони денари. Со пандемијата ние имаме такса за престој од 3 милиони денари. Значи го земам како компарација дека е стварно голема разликата. Исто така на 2 пати носевме одлука за мораториуми, кај што беше забранета градбата. Сето тоа значи се одразуваше на финансиската и на онака кревката финансиска стабилност на општината. Мене јасно ми е дека ќе пристигнуваат фактури, па и кога ќе си замине и ние кога ќе си заминеме, и другиот градоначалник ќе треба да ги менаџира фактурите без разлика. Она што сега го кажавте, некој го правел, јас ќе го платам. Значи тоа секогаш ќе постои за секој еден нов градоначалник кој што треба да ги преземе и обврските од претходно од општината и да го обезбеди континуитетот. Јас се надевам дека тотално онако што може Советот да носи во однос на одлуки кои што за рационално, економично работење, кои што ќе помогнат за подобра финансиска стабилност на општината, ќе ги носи Советот, меѓутоа точно треба голема посветеност, треба преземање на големи мерки, ама да не ги заборавиме, значи ситуацијата во која што веќе 2 години се наоѓаме и воопшто економијата во која што се наоѓа, и да не заборавиме каква беше општината и во 2017 година, кога тогашната локална власт ја презеде власта. Како не смеме да ја заборавиме, најбитната работа е, иако најголем дел од
прашањата сигурно, иако сте претседателка на СОЕВ, натрешно и увидот во она што е финансиска состојба не ја познавате, затоа ќе ја презентирам, ќе имате можност да го гледате пресот и ќе видите точно за што зборувам, а гледајќи ја ситуацијата, односно начинот на кој што и се случуваше ова на целиот свет, не само на Македонија, понос за здравствената криза, секако дека ние не требало тогаш да инвестираме и да не да инвестираме, туку инфраструктурно да решаваме проблеми. Еднушка 47 уличина во 2020 година пред изборите на 15 јули направени, буквално работени од април натака во време на карантините додека беа, се со цел за добивање на гласови, и вториот пат ова кое што се случуваше сега беше евидентно за сите, механизација на сите страни, и токму тие два моменти се едни од најголемиот генератор на она што треба представува дополнителен долг на општина. Ви кажав, тоа се дополнителни 2,5 милиони евра. Ако била таква ситуацијата, ево дома, ако имате вие приход од определени средства, сигурно дека немат и покрај задолженост, и покрај имате пример 5 кредити да гледате вие да задолжите уште во вредност уште 5 кредити. Токму тоа беше поентата. Иако не го спомнав, ама добро што ме посетивте као компарација во таков момент кога и приливот на средства, иако од туристичка такса приливот бил разлика само 300.000 евра, ама разговараме за 2,5 милиони евра кои што се дополнителни потрошени само за оваа намена. Тоа ми беше поентата, ама како и да е, за тоа можеби некојаш имам прилика па да кажете и подетално. Да. Јас зборував за она што ми е познато сега, нормално кога вие ќе образложите. Добро, ние како новинари бевме информирани дека е процесот на чекор до разделжување, како и да е. Во продолжение, драги гледачи, најавувам реклами. Продолжуваме со емисијата Прашалник. За подсетување, наши и ваши гости се градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков и координатор на советничката група на СДСМ Живка Ангеловска. Пецаков, продолжуваме со оној прв проект кој што неодамна го започнавте, а тоа е реконструкција на улицата Македонски просветители. Тоа беше проект направен од вашиот претходник, кој што вие го продолжувате на патот кон реализација, но и овој проект за жал предизвика лавина од реакции и на социјалните мрежи, и од страна на еколозите, и од страна на активистите во однос на сечењето на дрва. Би рекол неоправдано, накратко овој проект е завршен најголем дел по однос на финансирање и останата документација од претходната власт, односно Константин Ѓорѓевски, во соработка со Министерството за транспорт и врски секако и добиен преку Светска банка. Поврзано со еколошкиот, и нашата работа беше да дотендерираме тендер за осветлување, непредвидени работи и немавме за режим на сообраќај, студија, односно документ го завршивме и тој сега се течат работите секако. Прашав со ова кога треба да се почне и ми одговорија вчера. Епа ако е вчера, почнеме пример во недела, не е битно, и почнавме со рок на реализација 6 месеци. Се околу дрвата. И вториот дел, пошто е Светска банка, дали мисли дека Светска банка ќе дозволи да имат проблем со животната средина? Јас ви гарантирам не. Сите дрва од секторот за животна средина и инженер кој што е напишано, пример има 36, да речам, липи, 10 јасени и не знам уште 10 каков вид на дрва или 15, и точно е напишано кое е дрво. Ако се сеќавате, ние секоја година имавме проблем со паднати гранки, последниве 3 години, паднати гранки на автомобили. И тие кои што реагираат, а не ја знаат состојбата на дрвата, сигурно дека тие не ја плаќаат оштетата, туку плаќаат тој кој што е сега. Кога веќе тоа го расчистивме, најбитно е дека извештајот на инженерот е даден дека толку и толку дрва, пример липи, толку и толку, другите месечини беа јавори, не сум сигурен, не е битно, се заради паразити, болести и така натаму, се за отстранување, а тие и тие дрва, точно се знае кои се добри и ќе бидат пресадени на друга локација. И едноставно, значи, кога ќе спомниме Светска банка проект, која што точно и прецизно ги контролира работите, посебно како што кажа животната средина, секако дека овој дел не е проблем, меѓутоа начинот на кој што се презентира спектакуларно, не само овој дел, туку и многу други работи од страна на новинари и невладини организации, љубители и грижници за животната средина, завршува на тој начин на кој што завршува. Најбитното е дека проектот ќе тера и дополнително околу животната средина ние како локална самоуправа
ќе донесеме одлука во наредниот период, иако законот е испочитуван овдека, дека треба да се посадат дрва 6 годишни стари и обемот на дрвата да биде, имаше одредена точно врз основа на законот, 2 пати или 3 пати поголем од обемот на исечените дрва. Така. Ние ќе донесеме уште една одлука затоа што има граѓани кои што имаат вистинска потреба и проблем со веќе високо израснати дрва и не се поврзани со овој проект. За секое едно пресечено дрво во животна средина во соработка со комуналец да одреди 10 локации каде што ќе се посадат дрва. И на тој начин, значи, ќе тера така да би рекол недоразбирање или пак барање спектакуларност таму кај што има потреба по однос на оваа тема за дрва. Значи постои инженер за кој што ниту јас ниту вие можеме да коментираме зошто се засечени. Кога имало студија, така. Ангелска, сакате вие да се произнесете околу ова или околу проектот? Ние имавме критика во однос на, мислам, мојата политичка партија. Јас во секое мој излагање и на седниците и на советот и во кулуарите, значи, навистина го поздравувам продолжувањето на започнатите проекти во ситуации кога ние имаме градови, кога одредени градоначалници не сакаа воопшто да продолжат веќе готови проекти. И секаде, значи, ја поздравувам, значи, поздравувам за македонски просветители, Прилепска, Будва, се надевам Крушевска република, Гоце Делчев ке дојде време. Крушевска република е назад. Назад е во ред, меѓутоа годините нели не мора веднаш да се почне, меѓутоа така дека ќе назад по односно документација. Така, ќе имаме можност нели што повеќе јас сум пред се граѓани на оваа општина и сакам што подобри услови за живот и што повеќе реализирани проекти. Меѓутоа, критиката беше насочена на начинот на одбележување на почетокот, не на градоначалникот, на присуството на председателот на неговата матична партија и неговиот добро познат популистички говор и прикажување дека овој проект е како еден голем резултат на неговиот ангажман и ангажманот на градоначалниците од редовите на ВМРО ДПМН. Критиката беше насочена во таа работа, во таа насока, затоа што кога веќе без разлика од која политичка партија е избран градоначалникот, после неговиот избор, тој е градоначалник на сите граѓани и треба да ги штити сите наши права и интереси. И пак ќе кажам, континуитетот е она што е позитивно и сегашниот градоначалник ќе остави проекти за кои што треба да се залагаме да бидат реализирани се додека е во интерес на граѓаните. Нормално е дека во еден период од недела, 2, 3, месец дена не може да има своји проекти, а сите ние очекуваме што повеќе да се направи за нашиот град. Така. Бевте само присутни и вие и јас таква изјава од страна председател дека било заради неговите можете и слободно да погледнете изјавата заложби или моите заложби било, самото појавување беше проблем што и окей го разбирам, меѓутоа секако дека нема сме како претходната локална власт, вклучувајќи го министерот тогаш за транспорт и врски со Гарески, па и градоначалниците во Охрид да кочиме изградбата на базенот за не проложи, па понатаму текне дека треба проложи, она што требаше готово во декември 2019 е далеку од готово за ни километар незавршен по однос на автопатот, посебно во делот кој што веќе досега можеше да е завршен, а со каснењето и со одложвењето и анексите на договор сме таму кај што сме. Исто така во периодот кој што следи, сето она кое што затоа што за да се среди на работа е потребен проект, па документација, па одобрение за градба, а меѓувреме доколку е потребно добивање конзерваторски одобренија, измислење, така. Така да тоа е процедура, тоа е процедура која што ќе тече и секако дека секој еден проект кој што е добар ќе биде продолжен, така. Без исклучок. Така, ајде малку околу општинската администрација. Градоначалник Накусо, значи знаеме и сите сме свесни дека имаме превработеност и во општинската администрација и во јавните предпријатија и додека зборувавме за финансискиот дел, сами напоменавте колку све пари се потребни за тие. Само за плати за вработените, а плюс има и дополнителни некакви привремени вработувања. Ајде малку околу тоа. Колку вработени има општинската администрација? Само општина Охрид? Само општина. Јавните предпријатија? Заедно се околу 1100. Све нас. Не е толку
битен тој податок, тој е се луѓе кои што си го решиле животното прашање во изминатите 30 години на овој или на онај начин. Македонија има генерален проблем со администрацијата и која што со законски за цела држава е тоа. Со законски и државата и државната администрација, која што со законски одредби кога ќе дојде моментот кога ќе напредуваме фаза по фаза, поглавје по поглавје према Европската унија и тој начин ќе се решава дали со отпремнина, дали со бројот на, односно со годините кои што ги имаат, ќе видиме тековно како ќе дојдат. Најбитно е дека во општина Охрид што стојбата околу привремените вработувања, кажав, каква беше, а сега тековно треба да внимаваме и таа бројка која што имаме на вработени. Она што ќе биде во пензија, ако има може да се замени, ако не и на тие привремени вработувања кои што се веќе или ги раскинавте договор? Добар дел заврши. Така. И тендерот иначе до март 2022. Тендерот со агенцијата за привремени вработувања, кој што веќе го имаат. Така да ќе вработувате ли ваш тим? Секако. Луѓе со кои што треба да функционира, нема да е тоа преголема бројка, него ќе луѓе со кои дури и јас најблиските соработници, немам ни шеф на кабинет во моментов, ни такви работи, веројатно и ќе немам, затоа што тука се и секретарот, а и претседателот на совет кој што добар дел од своето време најчесто работиме после 4 часот во овие неколку месеци, затоа што од организациона природа не е возможно од 4 да завршиме некои работи кои што сме ги замислиле, ќе функционира така, тековно секако дека ќе добивате податоци, тие се јавни и ништо не е скријано. Меѓутоа проблем постои генерален со администрацијата и ќе биде решавано тоа држава, напредувајќи поглавје по поглавје кон Европската унија, кон членството во Европската унија. Пред изборите, Ангеловска, некаде август, јули, летото беше, тоаш реагираше опозицијата. Бурно имаше нови 30 на вработување, дури од типот се вработува телефонист, што навистина предизвика многу негодување во јавноста. Денес знаеме дека граѓаните се навистина осилени на социјалните мрежи, све се следи, све се пишува, навистина имаше негодување. Да, секако, посебно нели се ваѓаат од контекст одредени работи и им се дава публицитет. Значи, јавните предпријатија, општината, законска обврска е секоја година да биде усвојуван годишен план за вработување. Тој годишен план за вработување се изработува според одредена методологија и е во зависност од актот за организација и систематизација. Тука се внесуваат, нели, и со балансерот и со целосната таа постапка, сите упразнети слободни работни места во актот за организација и систематизација. За опозицијата, сега и јас сум во опозиција, претходно беше и градоначалникот, верувајте, најинтересно прашање за што ќе интригира јавноста и кога ќе дојде годишни планови за вработување, опозицијата е секогаш на потек, бидејќи на тој начин вниманието се црпи, како одат граѓаните, мислам, средствата, парите на граѓаните на непродуктивни трошоци. И е интересно, и кој што го кажал тоа, браво, колку му каже. А уствари, од тие 30 вработувања кои што беа во годишниот план за вработување, кој потоа оди во Министерство за информатичко општество и администрација на согласност, беа реализирани 15 вработувања, односно оглас за 15, а 13 вработувања. За целиот период од 2017 до 2021 година се реализирани во општина, зборувам, околу 20 вработувања, од кои 6 се вработувања на затекнати лица кои што биле на определено време кога дошла таа локална не на определено, туку има една година пробна работа. Во ред, не знам во однос, пробна работа. Меѓутоа, мораме да признаеме и самиот градоначалник кажа дека ќе си прави тим. Така да и предходниот градоначалник сака да има тим во кој што ќе има доверба. Така, меѓутоа, стручните лица, не знам, јас мислам дека оние луѓе кои што се професионалци, кои што се стручни, секогаш треба да му се стават во функција
на потребите на работата и на градоначалникот, меѓутоа, ето, како што видовте, дека многу често се користат одредени работи за шпекулации, значи, воопшто не се 30 за 4 години реализирани вработувања во општината. Добро, може би беше планот 30, јас се сеќавам дека пишувавме планот, може би беше да, 30. кажав, Не, јас кажав 30, бидејќи така бивавме пишувано. Не, 30 привремени вработувања. Не, ова за вработувањето што се реализира, разговаравме. Целта ми беше планот може би 30, ево се реализирале 20, тоа сакам да кажам. Колку е интересна таа точка за опозицијата во моментот кога ќе биде опозиција. Значи, и сега ќе имаме и ќе продолжи тоа вработување. Јас верувам дека најголем проблем е превработеноста. Факт е дека е голем проблем превработеноста. Меѓутоа, ето, сега ќе има една поволни услови кога со овие измени со пензионирањето, ќе биде добро доколку може да се измени джира со интерни огласи да бидат пополнувани тие работни места, меѓутоа апсолутно со администрацијата не е лесно. Така, ајде накусо сега околу проектите. Катната гаража, има готов проект за изградба на катна гаража овде во близина, значи кај пазарот. Дали ќе го продолжите градоначалник тој проект? Секако јас бев во управата за заштита, значи и тој проект е некако назад, иако го донесовме уште кога бев советник за пренамена на земјиштето во меѓутоа зависат од многу институции што немаат врска со општина Охрид и за таа цел јас бев и во управата за заштита на културно наследство. Бев и во Министерството за транспорт и врски. Оние забелешки кои што беа доставени до нас ги коригиравме и веќе добивме конзерваторско решение од страна на управата за катната гаража, така да ќе следи процес кој што ќе доведе до одобрение за градба, понатаму до давање на јавно-приватно партнерство. Така да во текст сме и за сите оние работи кои што гледам дека закочила процедурата во надлежно министерство управа, ќе одам директно да ги решам. Некој проблем, така кажуваше претходниот градоначалник, во однос на катноста, меѓутоа Видите, ние имаме одлука на Совет донесено која што кажува прецизно дека објекти кои што се за заеднички интерес или општо добро за Охрид нема да важат тие препораки, а секаде останато ќе важат. Ние фактички со тоа ќе решаваме еден голем дел од она што треба представува сообраќаен режим или хаос кај нас кој што се случува посебно во летниот период. Така да секако дека не само што ќе продолжам, него и ако осетам дека повторно некаде заглавено, ќе заминам директно на состанок пак за да го решам тој проблем. Така. А и околу реконструкцијата на двата площади кои што ја најавивте, кога можете граѓаните да очекуваат еден ваш лично направен и ветен проект? Јас не знаев дека во меѓувреме почнала процедура посебно за Кушевска република, иако добро ја следевте кампањата, имав да кажам и презентација, се до 3D презентација како се тоа би изгледало, па затекнав дека имало некаква постапка веќе започната. Таа постапка е за разлика од катната гаража пак на сам почеток. И збев исто така во управата за заштита, каде што добивме заедно со Заводот и музеј, добивме налог издадовме налог за археолошко испитување на локалитет. Од како ќе заврши, ќе можеме да знаеме дали ние можеме да работиме или не можеме, затоа што точно не може да знаат какви локалитети кои што не се регистрирани би пронашли. Меѓутоа, откако ќе заврши, ќе одиме на конзерваторско одобрение, па проект, па одобрение и така натаму. Значи, тоа е на сам почеток, исто, тоа е нешто што сум го затекнал како документација што почнал. А главниот плоштад? Главниот плоштад е нешто што треба да испроектираме тековно и нормално, дека оно што сум го секако. И заедно со оние кои што доаѓаат се поврзани со работа со европски фондови и програми, ќе комуницираме за такви проекти од суштинско значење, стануваат дел и од заштитното подрачје на Охрид и Старото јадро, ќе ги продолжиме секако. Така, Ангелоска, што мислите, има ли општината капацитет да ги направи сите овие проекти со оглед на тоа што локалната власт сега ја има ВМРО, а централната е токму од вашата матична? Ако има добра волја од страна на локалната самоуправа, јас се надевам, верувајте, во 2017 година мислам дека и градоначалникот знае, немаше проекти во општина. Најголем проблем беше да се изработат проекти. Друг најголем проблем се имотно-правните односи. Јас колку што знам, катната гаража беше најголем проблем, нерешени имотно-правни односи. И во однос на тој дел, нели се пролонгира самиот рок, колку што знам завршени се експроприациите. Кога веќе тоа ќе се направи, мислам дека сме далеку чекор понапред.
За Крушевска република, она што мене ми беше кажано беше дека е до конзерваторско одобрение за завод и музеј. Не знам, во однос на податоците градоначалникот повеќе знае за тој дел, ама интересно кога и едната страна и другата страна му се поклопуваат идеите, имаат исти така, проекти. значи Не знаев за ова, ама ето исто и баш ми беше драго. Да, од поодамна иначе овој проект ме чуди како не го видел градоначалникот, но како и да е добро што треба да се направи, а во однос на соработката, колку и да нели ја критикуваме финансиската состојба таква каква што е, секако дека не е лесно да си градоначалник, апсолутно, и сега, нели, е тој што треба да го менаџира, онака како што менаџирале и тие пред него. Ако имаме добра волја, јас не познавам успешна државна власт без неуспешни општини. Значи, и обратно. Значи, локалната власт и централната власт треба да биде во еден постојан меѓусебен контакт, постојана соработка и нормално во една корелација на взаемна соработка. Само на тој начин ние можеме да имаме успех. Би спомнала дека ако се вратиме наназад ретроспективно, ние имаме еден позитивен пример кога и покрај тоа што локалната власт беше од ВМРО ДПМН, централната власт беше од СДСМ, па некаде на почетокот на 2017 година централната власт ги презеде долговите за управување на колекторот. И сметам дека во заеднички интерес и на локалната власт и на државата е соработката за нели успехи на едното ниво и на другото ниво, со оглед на тоа што се што може да направиме, ето и ние како опозиција во Советот, доколку има добра волја и доколку има соработка, спремни сме максимално да направиме се што е потребно за да биде уште подобра таа соработка, затоа што бенефитот ќе го имаме, пак ќе кажам, ние сме пред се граѓани на општина Охрид, а потоа советници и другите функции, сакаме да живееме во град со поголем квалитет на живење и подобри услови. Така, градоначалник, за крај истото прашање за вас, очекувате ли добра соработка или очекувате кочници со од страна на централната власт? Еве велите често имате средби, одите. Сега за сега немам проблем. И очекувам нормално да бидат соработили, затоа што Охрид, сакали или не икеле, е втор град по важност во Македонија, кај што буквално секој кој што ќе го донесат тука делегација каква и да е, го посетува нашиот град, така да не очекувам кочници, а и да има, по природа сум упорен и верувам дека врз основа на комуникацијата со надлежните институции и начинот на кој што ќе ги парам оние работи кои што му следуваат на Охрид, дека сепак ќе успееме и да ги надминеме различностите. Ви благодарам многу на двајцата за издвоеното време. Благодарам на поканата. Успешна работа. Благодарам на поканата. Традиционално ја започнувате емисија со сезоната со градоначалник и координатор. Благодарам ви уште посакам еднаш. уште многу успешни сезони. Да зборуваме за нови реализирани проекти. Проекти, благодарам многу. Почитувани гледачи, вам ви благодариме на вниманието. Се гледаме повторно во емисијата Прашалник.